Дали ќе се дознаат имињата на македонците кои на сметки во швајцарските банки чуваат милиони? Ова прашање ја вознемири јавноста откако Швајцарија почна со објавување на имињата на странски лица и фирми кои се бараат во истрагите за затајување данок. Откако меѓународниот конзорциум на новинари во февруари објави дека во филијала на британската банка ХСБЦ 9 клиенти од Македонија на 15 сметки имаат 164 милиони долари, од кои само еден има 54,6 милиони долари, останува отворено прашањето дали Македонија побарала да бидат објавени имињата на низините државјани кои затајувале данок. Од јавното обвинителство тврда дека веќе отвориле предмет под опрен глас. Во насока на утврдување на фактите и доказите во предметот, обвинителството спроведува истражна постапка. Надлежниот обвинител презема мерки и активности и соработува со надлежните органи на прогонот. Се очекуваат информации побарани со меѓународна правна помош. Дополнителна вознемиреност предизвика објавувањето на податоците на организацијата Global Financial Integrity за незаконски финансиски одливи од земјите во развој, најчесто од заработени пари од трговија со дрога, оружје, со лажни фактури, трговија со бело робје или тероризам. Тие покажуваат дека од 2003 до 2012 година од Македонија се изнесени 5,2 милиарди долари или околу 500 милиони долари годишно. Најмногу пари испариле во 2008-та 928 милиони и во 2011-та 852 милиони долари. 98% од парите се испрани преку фактури при увоз и извоз на стоки и услуги. Во ситуација кога законот за спречување перење пари има недостатоци, а институциите не делуваат законски, велат експертите, потребна е политичка волја за да се откријат тие кои изнесуваат пари. Значи не постои можност тоа само со некој параграф или некои параграфи во законите да се разреши. Тоа не е можно, затоа што инволвираните не сакат, треба сами себе да се оптужат. Инволвираните во овие активности не дозволуваат да има институции во оваа земја, кои што независно, во согласно со законот и уставот ќе извршуваат својата функција. Сериозни пари кои овде се како резултат на некоја кривично дело, незаконито постапување, се реализиране, излегле надвор и тие сега, ако видите и ако ги следите некои скорашни состојби, ќе видите дека на посреден начин можеби истите пари ни се враќаат назад во форма на инвестиции од некои дестинации како што се Панама, како што се Белизе и слично. Од Народната банка објаснуваа дека податоците на ГФИ не ги користи ниту една сериозна финансиска институција бидејќи имаат сериозни недостатоци и не треба да се земат како извор на информации. На листата од 145 анализирани земји Македонија е на 79-то место според висината на нелегални финансиски одливи, Хрватска на 49-то, Албанија на 128-то со 115 милиарди долари.